сведоштва за континуитетот на македонската цивилизација. Зета Македонија восстание. На територијата на Југоисточна Азија, поточно на локалитетот во Патне, Индија, се пронајдени камени плочи со старост од 130.000 до 40.000 години пред нашата ера, на кои, меѓу другото, е протолкуван и изгравиран македонски текст, како и самиот потпис на владетелот Илјо Тешт. Согласно древната македонска митологија, тој представува сонце, дух Божји Македон, обожествен македонец и владетел во Јужна Азија. Сметан е за божество и неговиот потпис е земен за символ на територија каде владеел. Символот денес значи Зонг Гуо, Кина. Според дешифрираните символи и начинот на пишување на кинеските знаци, на овој знак потпис може да се прочита или Иво од Востани со Илјо Тешт. Оваа лигатура би значела сонцето или да востане или да зазори на исток од Азија, која можеме да ја наречеме Востанија, што би значело земја на изгре сонцето. Токму затоа територијата на Јужна Азија ја нарекуваме Зета Македонија Востанија. Древното македонско писмо, со кое се изразувале мислите, се состои од Божјите букви цутни, кои произлегуваат од самото божество, сонцето и сончевите зраци. Азбуката била фонетската, за секој глас една буква. Поради ограничениот простор за пишување, а воедно и поради трајноста и светоста на пораката, македонците пишувале со лигатури, неразбирлива форма на изразување за пошироките народни маси. Лигатурата се усовршила до тој степен што представува уметничка слика или скулптура на знаци и предмети со одредена порака. Врв на уметничкиот дострел на македонската лигатура и начин на изразување се источноазиските знаци за комуникација. Македонците, како жители и владетели низ цела Азија, имале голем проблем во комуникацијата со другиот народ, кој бил организиран во племенски заедници. Секое помало или поголемо племе си имало свој специфичен дијалект или јазик. За полесна комуникација и владење со сите племиња во Зета Македонија Востанија, која ја опфаќа територијата на денешна Источна Азија, македонците создале систем на лигатури од сопствените букви цутни, денешна кирилица и латиница. Тие лигатури или слики со Божјите букви цутни представувале светост за источноазискиот народ. Светоста на знаците во текот на илјадници години била заборавена.
Таа произлегува од самото значење на лигатурата, дешифрирана и прочитана на македонски јазик, бидејќи во лигатурата е содржана светата природа на богот Сонце или Ил и неговите карактеристики. Кинеските символи представуваат древен македонски митолошки зборник. И во ова визуелно дело представени се анализи кои укажуваат на тоа. Светлината на еден ум. Планината Хелан, зета Македонија во Станија, Централна Азија. Денес наречена Кина. 130.000 години до 3000 години пред нашата ера. Градот Јинчуан е главниот град на автономната област Нирсија во Кина и се наоѓа во незиниот централен дел. На 58 километри од градот се наоѓа ланецот од планини Хелан, во вкупна должина од 250 километри, каде археолозите откриле повеќе од 5000 резвани камења, со старост од 3000 до 130.000 години пред нашата ера. За археолозите на резбите најчесто се прикажани сцени од лов, жртвувања, војна, забава, разни животни како говеда, овци, коњи, камили, тигри, леопарди. Помеѓу големата колекција на резби има откриено и 700 слики, како портрети и маски, кои се автентични уметнички форми и изрази. Планината Хелан е културна ризница преку која ја дознаваме културата, историјата, писмото, јазикот, религијата и уметноста од историскиот период на царството Зета Македонија и на македонскиот народ од таа област. Разработени се неколку цртеж лигатури на камен, чии специфични резби ни ја разоткриваат следната анализа. На сликата е прикажана резбата наречена Сончевиот бог. Најпрво, Сонцето како единствен Господ, Господар на сите нешта, е Дон, автор или донатор. Зборот донатор, доколку се расчлени на Дон, ат плюс ор, тоа е Дон, го добиваме значењето доделувачот или подарувачот. Тука се мисли на подарување на Божја семенка за нов живот. Подарувањето на Божја семенка или оплодувањето на земјата се случува на 21 март и со тоа Дон означува и пролет. Ат е конј. Конјот е символ на сончевиот зрак како машки принцип, што би укажувало на тоа дека самиот Господ е донатор на живот со неговата светлост, што представува Дух Божји Македон. Господ е Господар и на своите деца,
на кој им подарува ум, светлост, просветленост. Со тоа, синовите ги прави рамни на себе, обожествени богови македонци, како создавачи на светлината со умот. А тоа е словото, просветленоста, науката и уметноста. Древното македонско население со цртежите на Карпа и на нив портретираните луѓе и животни ја пренесуваат искриената порака за хуманата репродукција. Македонците, сакајќи да ја пронајдат тајната на постанокот на светот, ја создале митологијата на големата мајка на воскресението, сонцето, космосот, ројот, сојот и рајот над земјата и васионата. Портретираното човечко лице е олицетворение на душата и плодноста. Тоа е процес за реинкарнирање на вкупната жива природа помеѓу машкото и женското. На портретот, како скриена порака, пишува: Рд, си наш, ти цар, тешт, рој нас. Раз, мт. Транскрибирано на современ македонски јазик гласи: Цар, род си наш ти, тешт, рој нас со роса, мајката и таткото. Портретот го представува Господ, сонцето, составен е од два идентични дела, и тоа царот на васионата, сонцето, и царот на земјата, обожествените македонци. Во зборот цар, буквата Р е напишана во облик на крлук или царски жезл. Тој се нарекува литиус, енергетска антена или резонатор, кој ја лови и засилува енергијата која доаѓа од васионата, во облик на дух Господов Македон. Основен елемент на портретот е устата. Таа е изгравирана во облик на три букви Р, М и Т. Тоа е представа на матката со двата јајника, во која се наоѓаат кратенките М и Т, како мајка и татко. Како цртеж лигатура, неговиот двоен поглед и уши и двојна личност ни укажува на дуалистичкиот однос помеѓу Господ и неговиот новороден син Ис, обожествениот македонец. За значењето на портретот и неговиот скриен надпис дадено е толкување во стихови, кој ни ја дава следнава порака. Јас сум царот, родот ваш. Поглед, ова е мој. Јас сум Богот твој. Умот, сонцето или. Мојот дух пред утринската роса изникнува од темнината. Светлината, која се лизга, раѓа, е моје, Божјо слово. Мојот дух Божји Македон. Мојот син Ис, што исијува. Елена, Селена, оплодена од мојот поглед, ја роде земјата Маричка Божја. Галена од топлината прерасна во Мадон пролетна. Оплодена Мадонка од погледот мој. Земјата е во раст како Македонка, а како мајка го роде Ис, рајот Македонија. Ис, Исус, е вкупната жива природа над земјата, во која се наоѓаш и ти, син мој, обожествен македонец. Сину мој, ти што гледаш и слушаш, е Божјото Слово, а умот е Отецот Бог твој, или ова е моја волја
природата да го добие Духот Божји, лишена од разум. Таа е безсловесна. Тештот ја доби бесконечната линија на косиот мост како космос, рајот во Вселената после завршениот световен период. Смртен е тој, но душата му е бесмртна. Преку вселенскиот круг на Еленот и неговата вселенска спирала се рождат душите од тештот стар. Мојата волја е размножените души да се вратат над земјата со првиот сончев зрак. Мојата волја е сите земни суштества да имаат женско и машко, да се оплодуваат и множат. Мојата волја е светлината и просветленоста што ја поседуваш да ја пренесеш на тие кои се во вечниот мрак и незнаење како твои браќа. Ти даваш се и ограбено ти е се од ништожните безимени. За возврат ништо не добиваш. Ти си отец, фу, оплодувач на умот. Зачнувај, деца. Оној што не оплодил, неговата душа по смртта ќе реинкарнира во луѓе, ни женско, ни машко. Биди благословен, светол и словесен, рамноправен на мене, сине мој, о божествен македонец. Твоите неписмени поданици, несловесни, ќе те наречат Бог, словен. Македонскиот символ за татко до денес е во употреба во Кина. Иле. Во средината на планината Хелан, во близина на градот Јинчуан, меѓу 4787 петроглифи, се наоѓа и резбата Иле. Предпоставка е дека тоа е цртеж на Елен, која е персонификација на Господ Сонце Или. Во историскиот период Зета Македонија, на македонскиот народ, настанокот на светот се објаснуваат со големата мајка, создадена од светлото и темното, наречена Васиона. Во времето на Васионата постоело само светлост и темнина. Светлоста била темна или темнината е светлост. Мајката Васиона го раѓа окото на воскресението на Господов поглед, Дзе. Тој представува Дух Божи Македон, персонифициран како Елен или Вселен. Во еден миг од времето бесконечно, Еленот или Вселенот се вселува во устите на Божјата мајка Елена. На тој начин се раѓа Вселената. Конкретно во овој цртеж, изработен со слово од македонската словарница на Цутот, во вид на цртеж лигатура и како скриена порака од десно кон лево, го опишува следното. Иле, Дз, Ис. Транскрибирано на современ македонски јазик, значи Иле, гледам Ис. Деминутив од Или е Иле. И во контекст на именката Ис, целиот концепт би значел раѓање на пролетното сонце, односно пролетта. Зета Македонија во Станија, Централна Азија, денес наречена Кина, 130.000 до 3.000 години пред нашата ера. На резбаниот камен
Анализирана е цртеж лигатурата, изработена од македонската словарница на Цутот, чија содржина е следнава. Ил, јас, ат, дз, усните на земјата нан. Транскрибирано на современ македонски јазик гласи: Ил, јас, ат, ги гледам усните на земјата мајка Нанија. Сончевите зраци Ил, нивната оплодувачка моќ, персонифицирана е со конј. Сончевите зраци во мигот на изгреј сонцето ја гледаат мајката Нан со нејзините усни. Тоа е земјата која се наоѓа од спротивната страна од изгреј сонцето, односно од западната страна. Нан представува страна на светот кон која се движи сонцето, или страна на светот на која сонцето оди да спие, или Нана, Нанија, денес наречена Франција. Сонцето, како најважна и најзначајна појава во македонската митологија, се именува како бог Или, Иле, Илјо, Зет, Тешт, а неговите зраци се именуваат со носителот на Духот Божји Македон, З, зрак, Дз, поглед, молња и сончев зрак наречен Ил. За македонците и македонската митологија од територијата Зета Македонија во Станија, представата на конјот ја означува персонификација на сончев зрак Ил, на кој, како на конј, е качен Духот Божји Македон, кој пристига од сонцето Или, како духовна енергија и пламените јазици на огнот, кои исто така се персонифицираат со конј. Тој служи за пренос на материјалната енергија од земјата кон сонцето и од сонцето во Македонија, рајот во Вселената и земјата. Целиот овој митолошки концепт е подетално објаснет во книгата Зета Македонија од истражувачот Бранко Сотировски. Обожествениот македонец. На оваа гравир лигатура се представени луѓе во ритуален танц за време на пролетта. Машките фигури се персонификација на Господ Сонце Или и обожествениот македонец. Женските фигури се мајката Земја Македонија во трите пролетни месеци. На гравир лигатурата пишува: Оли, Или, Македонија, Лј, Ис, Н, Ск. Транскрибирано на современ македонски јазик значи: Олија, оплодија, Или, Македонија, сега и Ис, новородениот, синот ја оплоди. Текстот е непобитен доказ дека на овој надпис се забележуваат мотиви од древната македонска митологија. Имено, на љубовната сцена, персонифицираното сонце ја оплодува женската фигура, но после тој чин, оплодувачката моќ ја превзема обожествениот македонец.
како рамноправен партнер со Богот, кој продолжува во создавањето на живот на земјата. Крстов ден. На оваа гравир лигатура представени се радосните моменти кога пристига новата година од 21 декември и пристигнувањето на пролетта на 21 март, кога целата жива природа се препородува, реинкарнира и возобновува во нов живот. Терминот Ис е термин кој ја означува сета жива природа. Овој пат најавена како новородена година или одновороден живот во периодот на пролетните месеци. Една предпоставка е дека крстот во историскиот период на македонскиот народ не представувал пресек на две линии, туку представувал порака од збир на букви и бројки во облик на лигатура. Таа лигатура денес ја викаме крст. Тоа е порака од која произлегува самата форма на крстот, а со тоа и почитта кон овој символ. На крстот се препознаваат следните букви и броеви: И, Л, Г, А, Т, У. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. На крстот може да се прочита Уј, Ута, Туа, Лта, Гута и Гата, Тага и Лага, Таа Алга, Ита Тата, А, Ил, Ли, И, Тија Галат, Лијат, Ита, Аат, Уј, Лт, Тија Гаат, Туа Игал, Ал. 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 1 е еднакво на 21. Интерпретација на современ македонски јазик би гласела: вообичаено утот, тука, во пролетта лета, ја голта зимата, а ја најавува пролетта. Тага во душата за смртта, а радост за новиот живот. Тоа е таа вселенска алка. Ита, таткото Иле, а татковите зраци Ил, Ал, лијат на Божјата ма, галејки и оплодувајки. И Ита, обожествениот македонец, во улавиот лет, тие гаат за владетелот Игал Ал и тие богови, боговите македонци, од денот на лом, од 21 декември и 21 март. Покрај овој текст, крстот представува допир на две прекршени линии или две букви А во една точка, каде се наоѓа двојното око на богот Или и обожествените македонци. Крстот, кршот или крштот го представува раѓањето на новата година. Процес кој согласно со законите во природата почнува да се случува веќе од 21 декември од зимската краткоденица. Оттаму и именувањето како крст, кршт или крш. Значи, крстот представува символ на раѓањето на новиот
обновувачки процес. Кога мајката земја со својот наклон ќе скршне, врз основа на намалување на ноќта ќе се зголемува денот. Врз основа на смртта на зимата да се роди пролетта, дон, цуд. Возобновувањето помеѓу два бога, богот Или и богот Македонец, со допирот на две букви А или два триаголника и две пирамиди во една точка. Тој е символ на духовното и материјално обновување. На цртеж лигатурата напишана е основата на македонската митологија, реинкарнацијата со духот Господов Македон преку стариот Тешт и Крштовденот. Текстот за оваа лигатура гласи: Ти, Итн Тешт, во новородениот Крштовден, од новородената пролет ти живеј. Обожествените македонци биле обични луѓе, но нивната моќ и сила е слична со онаа на Господ Сонце. Такви карактеристики поседува стариот Тешт, царот, и Зетот, царот, боговите на земјата. Древно македонскиот ритуален обред се состои од верување во кое душата по смртта патува до рајот и другите делови од Божиот поглед Дзе, низ Вселената како божества звезди, што представува вселенски рај, вселенска спирала. Македонците изгорени на клара со пламените јазици, како сончеви зраци, качени на сонцето, каде што се прочистени и просветлени, светат со својата чистота, како Духот Божји Македон. Патуваат кон вселенската спирала, каде се умножуваат душите на стариот Тешт и се враќаат во земниот рај со сончевиот зрак Ил. Понатаму тие се раѓаат како нов живот, реинкарнирани во целиот жив свет на земјата Исус од 21. март. Целата основа на македонската митологија се состои од следново. Во секоја материја, во Вселената и на земјата е присутен Духот Божји Македон. Жртвувањето на храна, животни и луѓе представувало ослободување на Божјиот Дух. Со величенствените светлосни зраци кои го носат Божјиот Дух наречен Македон, се е осветлено, се е видено, подарено, пролиено, оплодено над земјата рајот.